Почитувани гости, драги битолчани, добро вечер и добро дојдовте тука во ресторанот Белведере на прогласувањето на најдобрите спортисти на нашиот град за последните 2 години, за 2014 и 2015 година во изборот на Сојузот на спортови на град Битола. Знаете дека до пред неколку недели ситуацијата беше релативно неизвестна, меѓутоа со оглед на тоа што се деа промени во Сојузот на спортови, тука сме да ги прогласиме сите оние работи кои што традиционално ги прогласуваме на почетокот на една календарска година, анализирајќи го постигнатото во спортската претходна година. Овој пат ќе ги прогласиме најдобрите за 2014 и 2015, заеднички ќе сумираме што сме направиле и дали напредуваме или не во нашиот спорт и во нашите спортски клубови. Во меѓувреме, во промените кои што настанаа во Сојузот на спортови, највпечатлива е смената на председателот, па да не должам да го повикам новиот председател на Сојузот на спортови на град Битола, Димче Миновски, да ни каже за што се работи и да ја најави оваа манифестација. Повелете. Јас многу години бев овде на местото на мојот помлад колега Зоран Мишевски, сега сум во една друга улога, пак после многу години на иста функција председател на Сојузот на спортови, и сега ми паѓа малку тешко да ви кажам од оваа позиција на председател што да кажам и што да одберам да кажам вечера. Но најпрво сакам искрено да кажам дека гледајќи ве во толкав број присутни овде, си стекнувам печаток дека ви благодарам, да речам, ви благодарам заради довербата што ја имате спрема Сојузот на спортови од Битола, и не само заради ова манифестација, туку заради тоа што навистина претпоставам дека ја почитувате ова асоциација, а вашата доверба, бројот на присутните овде вечерава е уште една поголема обврска за сите на што сме во новото раководство да направиме нешто повеќе заеднички за развојот на спортот во Битола. Но малку сме ние како управен одбор, како председател и така натаму, ако ја немаме силната поддршка од вас. Сојузот на спортови е стара манифестација, една од најстарите во нашиот град. Датира од 1958 година. Од тогаш функционира без застој до денес. Изборот на спортистите е исто така стара и, да речем, една атрактивна манифестација која, како што рече пред малку Зоран Мишевски, е всушност една анализа за она што сме направиле во текот на годината и сето тоа да го вреднуваме и да си ги одредиме смерниците за понатаму што и како треба да работиме. Толку години помина од изборот на спортистите, започна во далечната 1964 година, прв спортист на Битола беше боксер, меѓутоа како течеа времињата, некако боксот на вистина даде 5 најдобри спортисти на Битола со текот на времето, меѓутоа како одминуваше времето, така доминира ракометот, што беше апсолутно и очекувано, бидејќи ракометот како нова спортска гранка ги освои срцата на битолчани и даде најмногу спортисти, дури 10 до ова 2014 година. Но нешто друго остава така еден печаток, како се познава, да речем, минатото, дека многу постариот спорт или постариот брат на ракометот, фудбалот, за жал, во овие толку изминати 50 години даде само 20 најдобри спортисти. А е најпопуларниот, најсаканиот и така натаму спорт. Што значи дека тука треба нешто повеќе, нешто друго да се работи, нешто друго да се менува и за да се достигне она што го направи ракометот, кој што го сметаме за најтрофеен спорт во нашиот град. И уште еден податок ќе кажам од тие времиња, дека еден мал спорт кој што секогаш се мака мачел со најосновните средства и за работа, и пари и така натаму, и услови за работа, тоа е атлетиката даде дури 8 спортисти, најдобри спортисти на Битола. Значи, овие неколку податоци практично ни го покажуваат патот на кои спортови посебно треба да обрнеме внимание и што треба да правиме за нивниот развој. Без подценување дека на се друго исто така треба да му се посветува соодветно внимание и дека за сите спортови треба подеднакво да се грижи. Очекувате сигурно да кажеме сега што планови имаме како ново раководство. Наша основна цел прво беше ова, веднаш после изборот да се направи ова манифестација. Но ја направивме, бидејќи имавме силна поддршка од општината, од првите луѓе на општината Битола.
Имаме вечерава двојна програма за 14 и 15 година, доста се трошоци тие, меѓутоа ја имавме поддршката од општината и еве денеска вечерава го правиме тоа, што го прескокнивме, речам, пред една година, но со двојна програма ќе го надоместиме сето тоа. Значи, останува, бидејќи ова него случајно го спомнав, ја спомнав општината, дека со неа треба апсолутно да ги развиваме до крајни можности сите можности за соработа. Општината е таа со која треба, таму постои и комисија за млади и спорт и така натаму, со неа особено треба да се поврзуваме, да работиме заедно со и спортот за училишни спортови. Меѓутоа во никој случај нема да ја подцениме потребата од контакти, разговори, блиски средби со представниците на сите клубови. Во најскоро време треба да си ја добиеме представата за Битола каде ни е нашиот спорт. Што треба да се прави, на кој спортови посебно треба да се обрнува внимание и она што е најбитното, како и на кој начин ќе доаѓаме до средствата потребни за развојот на спорт. Најосновното и најбитното прашање. За овие теми ќе разговараме сигурно во други прилики, ќе имаме се почести средби и контакти, може и трибини и така натаму, ќе ги сумираме сите овие резултати за да ја направиме таа слика, таа представа за тоа каде ни е спортот. И што ни треба, и што ни пали, и што сме пропуштиле до сега да направиме. Да бидам конкретен, бидејќи доста време ќе види, јас не сакам да го злоупотребам вашето внимание, да кажам дека веќе почнаме со некои и реорганизации во Сојузот на спортот. Еве денеска имаме можност да видиме ранг листа составена исклучиво од професионални, не од членови на управниот одбор, туку од луѓе кои што ги следат спортските настани, тоа се битолските спортски новинари, кои што ги знаат, ги познаваат настаните и ние како управен одбор, односно извршен одбор, немавме никакви забелешки, ја припатиме таа листа така како што тие ја подготвија. Така ќе работиме. Следната работа е да се менува. Ова што сега се случува е по старите критериуми. Меѓутоа имаме желба да седнеме одма, подхитно, да речеме уште од понеделник да седнеме со сите што можат да помогнат да направиме ни нови критериуми. Нови критериуми по кои што така ќе ги избираме најзаслужните спортисти. До сега тоа го правиме по предлози на самите клубови, каде што и најдобро и најмногу се познаваат, да речем, и успесите и резултатите и така натаму. Меѓутоа сега ќе бараме некоја средина, некоја нова форма за да направиме нешто повеќе. Да сме здрави и живи. Сакам да завршам со тоа да кажам дека имам преголема желба и јас и другите што се со мене и околу мене, а сигурно и вие имате таква желба. До година ова манифестација да ја направиме како гала една представа, како што доликува да се направи така натаму. Тоа да биде една голема манифестација во голема сала со посета на многу луѓе, само така ќе ја добиеме поддршката не само спортските работници, туку и од сите кои што го сакаат, што го почитуваат спортот и сакаат да помагаат. Ви благодарам, еве сега има збор Зоран, оди ме ведаш, бидејќи ќе имам долго време ќе треба. Накратко ќе ги замениме улогите со председателот кој што ќе ги доделува наградите. Ќе ве навратам некаде во 2014-та, ќе започнеме со прогласувањето на најдобрите и специјалните признанија кои што ги имаме за 2014 година. Заедничко за двете години кои што помина се тоа што имаме многу квалитетни млади спортисти и без разлика што заедничка констатација ни е дека врвниот спорт не ни е на високи рамки и дека имаме проблеми, сепак имаме многу квалитетни млади спортисти што радува и што би требало во иднина да даде резултат. Значи еве ќе започнеме со наградените од 2014 година. За почеток, наградени од сферата на училишниот спорт. Го повикувам професорот Сашо Гаштевски од Основното училиште Даме Груев, награден во категоријата училишен спорт основни училишта. Од средните училишта, наградата му припаѓа на Сашо Илиевски од средното училиште Таки Даскало. Заедничко фотографирање на наградените.
Благодарам. На крајот заеднички сите ќе се фотографираме, сите наградени, а следуваат признанијата во категоријата на училишни спортски клубови. Наградени се Основното училиште Климент Охридски 2012 и Училишниот спортски клуб Гимназијалец. Најдобри училишни спортски клубови за Битола за 2014 година. Дали имаме представник од Училишниот спортски клуб Гимназијалец? Благодарам и честитки за наградените. Уште една многу стара манифестација која што е во организација на Сојузот на спортови на град Битола е ноќната атлетска трка која што се одржува по повод роденденот на нашиот град. Ги наградуваме најуспешните на ноќната атлетска трка во 2014 година. Тоа се Основното училиште Коле Канински и Средното училиште Ѓорги Наумов. Секоја година Сојузот на спортови доделува и посебни признанија за луѓето кои што долги години се во спортот и кои што на било каков начин придонеле за развојот. За 2014 година посебното признание оди за човек кој што бележи 60 години работа во својот спорт. Неверојатна бројка и јубилеј кој што е за поздравување. Посебно признание од Сојузот на спортови за 2014 година за Драголјуб Ѓоргиевски по повод 60 години во стрелашкиот спорт во нашиот град. Честитки за Драголјуб Ѓоргиевски. Сега минуваме на прогласувањето на најуспешните екипи за 2014 година, почнувајќи од најуспешните екипи во младинска категорија. Тука наградуваме 3 најуспешни екипи по критериумите на Сојузот на спортови. Третото место во изборот за најдобра екипа за 2014 младинска категорија за стрелачкиот клуб Рек Битола. Второ место во категоријата најдобра екипа во младинска конкуренција за кошаркарскиот клуб Младост од Битола. Потсетување дека скоро сите наградени во оваа категорија се или национални шампиони, или куп победници, или учесници во завршните надпревари, што посебно радува со оглед на тоа што во последните неколку години кубуривме со проблеми од овој тип. Најуспешна екипа во младинска категорија за 2014 година е женскиот фудбалски клуб Топ Гол од Битола. Го повикувам представникот на женскиот фудбалски клуб Топ Гол да го добие признанието за најуспешна младинска екипа. Сега го имаме пиедесталот, трите најдобри младински екипи за 2014 во Битола. Благодариме. Заедничка желба е тука да бидеме по некоја година и во сениорска конкуренција, таму каде што конкуренцијата и за 2014 година беше поголема и изборот потежок. Повторно имаме екипи кои што рангираа најдобро во државна конкуренција и една екипа која што имаше забележителен меѓународен успех.
ги прогласуваме трите најуспешни екипи за 2014 година кај сениорите. Трето место за женскиот фудбалски клуб Конзули од Битола. Честитки за фудбалерките, но и честитки за битолските шахисти. Шаховскиот клуб Стево Патако, трет на државниот шампионат во сезоната 2014, е втор најуспешен клуб за 2014 и во нашиот град. Трети во Македонија, втори во нашата општина. Честитки за шахистите. Најуспешна екипа во сениорска конкуренција за 2014 година е Кунг Фу клубот Битола. Изворедни меѓународни постигања се причината што Кунг Фу клубот Битола се одделува од останатите најуспешни екипи во државни рамки. Ова се најуспешните сениорски екипи за 2014. Честитки и благодарност. Сега индивидуално ќе ги прогласиме најдобрите млади спортисти за 2014 година, потсетување дека тука немаме рангирање и дека имаме прогласувања на оние кои што ќе добијат признанија, кои беа најдобри во своите спортови. Според изборот имаме по еден представник од секој спорт, што радува бидејќи имаме двоцифрен број на наградени млади спортисти и исто толку клубови. Значи, ова се најдобрите млади спортисти за 2014 година. Ја повикувам Ана Нешковска, женски фудбалски клуб Топ Гол. Честитки за Ана, ќе замолам и таа и сите останати да останат тука, да ја сумираме заеднички категоријата на најдобри млади спортисти и нивните признанија. Стефан Стефановски фудбалски клуб Талент е наредниот награден во оваа категорија. Доколку го немаме тука Стефан или представник на неговиот клуб, дополнително ќе го добие признанието. Наредна наградена е Ивана Петковска од кикбокс клубот Заншин. Меѓу најдобрите млади спортисти за 2014 година имаме и еден пливачки шампион, Иван Симоновски од пливачкиот клуб Орка. Иван се наоѓа во Дубај на подготовки во Обединетите Арапски Емирати, дополнително ќе му ја врачиме наградата. Го повикувам Филип Макаловски, член на џудо клубот Пелистер, да го добие своето признание за најдобар млад спортист. Битола има и добри куглари кои што се борат за врвот во државниот шампионат и купот. Меѓу надежите, награден од Сојузот на спортови е Никола Андоновски, кугларски клуб Хераклеја. Дополнително ќе добие наградата и Никола. А спомнавме дека кошаркарките на младост имаат забележителни резултати. Во младинските категории учествуваат на серија на турнири надвор од нашите граници. Наградена оваа година во младинска категорија е Теодора Кузмановска. Меѓу најуспешните во својот спорт во нашата држава, награда и за Ана Ивановска, стрелачки клуб Рек Битола. Го повикувам Илија Ристевски, член на кикбокс клубот Самураи. Исто така добива признание во младинска категорија. Наредното признание повторно е за една фудбалерка, Теодора Киранова, членка на женскиот фудбалски клуб Конзули. Го повикувам Мартин Трсунов, кошаркар на кошаркарскиот клуб Јуниор,
да го добие своето признание за најдобар млад спортист. Во оваа категорија на преку 10 наградени младинци, место има и за Емилија Трајковска, член на стрелачкиот клуб Јане Сандански. Ја повикувам Ангела Христова, карате клуб Студент. Малата Ангела Христова е каратистка. И последната која што е наградена во оваа категорија е гимнастичарката Елеонора Димовска, членка на клубот за гимнастички спортови Партизан. Заедничка фотографија на битолските спортски надежи. Благодариме и честитки со надеж за напредок во светот на спортот на сите овие наши таленти. Се разбира, нема да ја заборавиме и бившата добитничка на наградата најдобар спортист на Македонија и неколку пати наградувана од Сојузот на спортови, гордоста на нашиот град и надвор од границите, и се надеваме репрезент Иво Рио. Посебно признание за Оливера Наковска Бикова, најдобра спортистка за лицата со инвалидитет. Васко Стефановски, председателот на клубот, ќе го добие признанието во името на Оливера, која што се подготвува за наредните предизвици. Оливера имаше брилјантна 2014-та, ќе видите подоцна и 2015 година. Честитки за Оливера. Сега минуваме на главниот избор, 10 најдобри спортисти на Битола за 2014 година сениорска конкуренција според критериумите на Сојузот на спортови. 10-то место Ангела Атанасовска, женски фудбалски клуб Топ Гол. Дали имаме тука на манифестацијата Ангела? Така е, тука е. А уште една Ангела и уште една фудбалерка е 9-та во изборот. Ангела Шеровска, исто така членка на женскиот фудбалски клуб Топ Гол, на 9-тото место во изборот. Продолжуваме понатаму. 8-мо место Иван Крстевски, клуб за гимнастички спортови Партизан. Наградата за неговиот тренер. 7-мо место за Борче Тировски, член на кикбокс клубот Заншин. Уште еден борец следува во изборот. Александар Димовски, државен првак во кикбокс, член на кикбокс клубот Самурај. Александар дополнително ќе добие наградата, доколку не е тука на манифестацијата. Влегуваме во финишот 5-те најуспешни спортисти на Битола за 2014 година. 5-то место за Симона Тасева, фудбалерка на женскиот фудбалски клуб Конзули. На 4-то место Александра Шијаковска, женски ракометен клуб Пелистер.
Следуваат оние кои што имаат место на пиедесталот и оние кои што имаат забележителни меѓународни резултати. Третопласиран во изборот за спортист на Битола за 2014 година Христијан Илиевски од Автомотоклубот Пелистер. Државен првак и фантастичен на источноевропското првенство во мотокрос. Браво за Христијан и браво за неговиот колега Борче Костов од мотоклубот LTD Sports, втор во изборот. Мотокрос возачите високо котираат во изборот. Единствено преостана да го прогласам и најуспешниот. Спортист на Битола за 2014 година е неколкукратната светска прванка во кунг-фу, членката на ЗАНЕ до Академијата Дијана Неделковска. Честитки за Дијана, повторно избрана за спортист на Битола, конкретно за 2014 година. Да ги поздравиме со аплауз 10 најуспешни спортисти и следува заедничка фотографија за спомен и сеќавање. Сега ќе ве замолам да останете и ги повикувам сите наградени за 2014 година да направиме фотографија на наградените за 2014, а потоа да преминеме за 2015. Сите наградени во категориите кои што изминаа, ги повикувам на заедничко фотографирање. Почитувани гости, следува неколку минутна пауза, а веднаш потоа изборот на најдобрите за 2015 минута. Само неколку минути и продолжуваме со наградување. Специјални признанија, посебни признанија за професорите кои што се наградени во оваа категорија. Од основните училишта, тоа е Весна Гецовска од основното училиште Стив Наумов. Наградата од професорите од средните училишта за Димитар Трајков од Јане Сандански. Честитки за наградените. Заедничка фотографија. Следуваат најуспешните училишни спортски клубови. Многу слично како и претходната година, практично идентично. Училишниот спортски клуб Климент Охридски 2012 и училишниот спортски клуб Гимназијалец ги добиваат признанијата и за 2015.
Честитки за наградените. Остануваме уште малку со училишниот спорт, со масовниот спорт, со талентите. Седуваат наградите за најуспешните на ноќната атлетска трка во ноември 2015 година. Најуспешни беа основното училиште Коле Канински и средното училиште Ѓорги Наумов. Благодарам и честитки за наградените. Дојдовме до посебно признание и до уште еден јубилеј. 2015 година беше година во која што тој прослави 40 години тренерска работа. Низ неговите раце минале многу таленти во боречките вештини, член е на Европската куќа на славните во боречките вештини, председател на нашата федерација и символ на боречките вештини во нашата земја и нашиот град. Специјално признание за 40 години тренерска работа за господинот Ѓуро Илич. Честитки и уште многу години работа и многу таленти во овој спорт. Минуваме на категоријата најуспешни екипи, најнапред младинска конкуренција. На трето место се нашите гимнастичари, клуб за гимнастички спортови Партизан, трета најуспешна екипа во младинска конкуренција. На второто место кошаркарскиот клуб Младост. Најуспешна млада екипа за 2015 година Кунг Фу клубот Битола. Заедничка фотографија на најуспешните три екипи во младинска категорија. Честитки и благодарност. Следуваат најуспешните екипи во сениорска конкуренција. Тоа се екипи кои што стигнаа до најголемите државни надпреварувања, а имаме и еден меѓународен резултат. Трета позиција, трето место во изборот за најдобри екипи, женскиот фудбалски клуб Конзули. Го повикувам представникот на женскиот фудбалски клуб Конзули да го добие признанието за трета најуспешна екипа. Второто место за стрелачкиот клуб Рек Битола. Најуспешна екипа во сениорска конкуренција за 2015 година е женскиот ракометен клуб Пелистер од Битола. По полго време имаме женски ракомет во Суперлигата и по 20 години видовме европски надпревари на женскиот ракометен клуб Пелистер од Битола. Тоа се причините за првото место во изборот. Честитки и заедничка фотографија на трите најдобри екипи во нашиот град за минатата година. Ајде.
Следуваат наградените во категоријата најдобри млади спортисти и тука Сојузот на спортови доби многу пријави и се одлучи скоро сите кои имаат адекватни резултати да бидат наградени во изборот. Повторно имаме преку 10 различни спорта. Почнуваме од џудо спортот. Награда за Фросина Петковска, една од најдобрите спортисти во младинска категорија во нашиот град за 2015 година. Го повикува Милија Ристевски од кунг-фу клубот Самурај да ја добие наградата во младинска категорија. Нареден награден е Кристијан Тодоровски, ракометар на Пелистер. Во оваа категорија има место и за Бојан Стефановски, фудбалер на фудбалскиот клуб Талент. Во групата наградени млади спортисти е и Стефанија Петковска од Заншин. Ја повикувам Ивона Коџобашовска од кошаркарскиот клуб Младост. Следна наградена е Билјана Китановска од женскиот фудбалски клуб Топ Гол. Во категоријата најдобри млади спортисти, награда за Билјана Китановска. Следна е Ана Ивановска, стрелачка на стрелачкиот клуб Рек Битола. И наредното признание е за стрелаштвото за Емилија Трајковска од стрелачкиот клуб Јане Сандански. Ја повикувам Мила Талевска од женскиот фудбалски клуб Конзули. Каратистот Филип Дамевски, член на карате клубот Студент, е наредниот кој добива признание. Давид Марковски, член на јуниор, е наредниот награден во оваа категорија. Кошаркарот Марковски во изборот. Имаме уште признанија за 3 млади спортисти. Ја повикувам Леја Бошевска од кикбокс клубот Самурај. Наредна наградена е Елеонора Димовска од клубот за гимнастички спортови Партизан. И последното признание за најдобри млади спортисти оди за Теодора Петровска од женскиот фудбалски клуб Топ Гол.
Заедничка фотографија на најдобрите млади спортисти. Честитки и многу успех во вашите кариери во иднина. Да ве гледаме повторно ново избор во некоја наредна прилика. Следуваат посебни признанија. Го повикувам представникот на Сојузот за спорт и рекреација на инвалидизирани лица да го добие признанието и за својот клуб и за Оливера Наковска Бикова, која што е избрана повторно за најдобра спортистка со инвалидитет. Честитки за спортистите со инвалидитет, за Оливера, која што повторно добива признание. И стигнавме до самиот крај, бидејќи следува изборот на 10 најдобри спортисти за 2015 година во нашиот град. Започнуваме со обројувањето од 10-то место. Ја повикувам Викторија Мурговска, ракометарка на женскиот ракометен клуб Пелистер, која што во класификацијата го зазема 10-то место. Во нејзино име, наградата за Викторија од женскиот ракометен клуб Пелистер. На 9-то место е джудистот Филип Макаловски, джудо клуб Пелистер. Осмо пласиран е Денис Муаремовски од кикбокс клубот Заншин. На 7-то место Симона Тасева, женски фудбалски клуб Конзули. Шесто пласирана Теодора Димитровска, женски фудбалски клуб Топ Гол. На 5-то место во изборот е нашиот ракометен репрезентативец и член на Пелистер Стефан Дроглишки. Остануваме кај ракометот, четврт во изборот, голманот на женскиот ракометен клуб Пелистер Александра Шијаковска. Стигнавме до првите 3 места. Третото му припаѓа на еден стрелец. Го повикувам Мартин Ивановски, стрелачки клуб Рек Битола, да го добие своето признание. Втор во изборот е повеќекратниот државен шампион и вице-шампион на источноевропскиот шампионат во мотокрос. Кристијан Илиовски од автомотоклубот Пелистер, втор за 2015 година во изборот на Сојузот на спортови. Стигнавме до моментот кој ќе го прогласиме најдобриот спортист за годината која што ја оставивме зад нас. Работите не се менуваа многу за разлика од 2014 година. Ја повикувам Дијана Неделковска од Кунг Фу клубот Битола и од Академијата Занедо.
Честитки за Дијана која што е најдобар спортист на Битола и за 2014 и за 2015 година. Заедничка фотографија на 10 најдобри спортисти и ова е нашето последно прогласување во вечерашната манифестација. Сега ги повикувам сите наградени за 2015 година на последното фотографирање. Благодарност, честитки за наградените во името на организаторот Сојузот на спортови на град Битола. Ви благодарам вечерва за посетата и нова средба ви закажувам на почетокот на идната година на изборот на најдобри за 2016 година, веројатно според новите критериуми на Сојузот на спортови. Да ви кажам само уште неколку зборови. Вечерва се изморивме малку, ама кој ни е крив? Она што требаше да завршиме пред 2 години не ја завршивме и така се собра доста работа. Инаку, искрено ви кажам, многу убаво било да си председател се изнасликав како никогаш во животот. Да знае дека е толку убаво да си председател, одамна ќе си стане председател. Ви благодарам уште еднаш на вниманието, да се гледаме и да слушаме добри моменти и резултати во спортот и сега ве поканувам малку да се подружиме овде. Благодарам.